Ново видео интервју на телевизија Република. Ацо Станковски е уметник, но и активен аналитичар на општествените случувања во Македонија. Задоволство ми е што токму Ацо Станковски е денеска со мене во студиото. Добре дојдовте во телевизија Република. За прв пат сте тука? Да, добро ве најдов и ви благодарам за укажаниот ми простор и време и убаво е да се биде тука во ова прекрасна патриотска организација која ги штити интересите на македонскиот народ на историски план, не само на дневен план. Вашите ставови можат да бидат прочитани и на порталот Република, каде што сте и редовен колумнист. Да почнеме со она што е најактуелно, реков дека сте аналитичар на општествените случувања. Кризата која што веќе втора година, ако не и подолго, ја тресе земјата, е оценета како политичка. Но ја би го поставил прашањето како кон уметник и аналитичар. Колку оваа криза е политичка, колку е општествена? Може ли да направиме точна дефиниција каква е? Колку е политичка, колку е економска, колку е општествена? Како да се подели граѓаните, како да се поделија и основните клетки на општеството, семејствата на проедни, продруги, направија, создадоа кавги, веќе луѓе не комуницираат меѓу нив. Па, ова го гледам во контекст на една игра која би ја нарекол светски театар или театрум мунди или животен театар, во кој целата игра, нели, политичката игра се пренесува во рамките на општествените структури и се создаваат конфронтации помеѓу навивачите на двете различити политички опции во Македонија. А пошто гледаме дека нема принципиелност од претендентите на власт, поточно од опозицијата, која веќе влезе длабоко во својата програма внесувајќи криминални средства, значи прво со уцена, со тие разговори снимени на еден нелегален начин, тоа е кодошење, мислам кажано на народски јазик. И веќе влегување во тој неетичен, аморален простор создава многу повеќе електрицитет и анимозитет помеѓу навивачите, ја ќе ги нарекувам навивачи. Иако имаме навивачи кои навиваат, според мене, за една праведна кауза и навивачи кои навиваат за своите интереси, а тоа е опозицијата која од психолошка гледна точка веќе 10 години обезвластена и веќе ги фаќа паника дека тие се пред расцеп, пред потонување, пред исчезнување од македонската политичка сцена. Јас се извинувам, велите навивачи, но значи подолго време се случува активна секојдневна демонстрација на сила на улиците. Па тоа е хулиганството како дел од навиваштвото, нели, имаме навивачи на секоја фудбалска утакмица, ако го видиме светот, тоест теренот како поле на борба, нели, помеѓу политичките опоненти, ние имаме гласачи, а тоа се или народот кој гледа и навива, нели. Еден помал дел се хулигани. За среќа не ги гледаме хулиганите од другата страна. Значи другата страна имаме еден вид кинески навивачи, мирни, нели, аплаудираат или не аплаудираат или се бунат, но не искажуваат насилство. Тоа го видовме преку движењето ГДОМ, кој во ниеден момент не покажа насилство, а беа десетици пати поголеми по бројност од шарените. Да дојдеше до хулиганско насилство, значи ГДОМ да одговореше со исти мерки како што шарените, нели, правеа по улиците на градот, уништувајќи приватна собственост или државна собственост, манифестирајќи агресивност, удирајќи по полицијата, малтретирајќи граѓани кои ќе беа препознаени како следбеници на другата страна, тогаш ќе исчезнеше револуцијата на шарените. Во едно стампедо од страна на тие 30 или 50, во еден момент и 70.000 граѓани кога излегоа на повикот на ГДОМ, визави шарените кои никогаш не поминаа, според мене, 3.000, али еве да им даеме и 5.000, тоа би било судар помеѓу воз и фиќо. Значи возот би го прегазил фиќото и више фиќото би идело на еден траен ремонт или во музеј или на депонија.
Што значи дека од оваа страна, на овие навивачи кои се патриотски одредени преку ГДОН, имаме принципиелност и трпение и толеранција, само манифестација на една волја на народот, а од друга страна имаме една крајна фрустрација, неконтролибилност, агресија, и тоа е правено со цел да се предизвика еден импресум кај меѓународните медиуми и да им даде, нели, еден вид на аргумент за акција која би била репресивна, неоколонијална акција од страна на меѓународната во однос на македонската држава. Токму во таа насока. Велите неконтролабилност, но постојат докази за обуки, за обучувани луѓе кои што посетувале разни семинари надвор. Постојат странски пари, постојат докази за странски организации кои што токму тоа име и главната форма на работа, предизвикување на вакви и слични протести, демонстрации на сила низ државите за рушење и предизвикување политички кризи. Точно Колку е така. тоа неконтролибилност? Не, неконтролибилност како импресија пред аудиториумот, нели, македонски, домашен и светски, нели, за да се постигнуваат целите после преку политичките структури на меѓународната како притисок. Меѓутоа тоа е добро подготвувана акција која треба да ја сруши владата, легално избраната влада на Република Македонија од страна на мнозинството народ. И тоа огромно мнозинство. Тоа е огромен проблем, значи, за домашната опозиција, не само поради тоа што опозицијата нема капацитет во смисол на бројност и организираност, туку исто така таа е дискредитирана пред историјата на македонската држава, затоа што сега веќе можеме да компарираме како народ. Гледаме што се случило пред да дојде ВМРО ДПМН на власт 2000, поготово 2006, последниве 10 години, но и тогаш кога дојде имавме слични ситуации и тогаш им упалија. Меѓутоа два пати не можат така лесно да го прелажат народот. И меѓународната јавност исто е поделена околу Македонија. Не е Америка и Европската унија цела меѓународна јавност, има други држави кои се моćни, а кои застанаа за македонската држава, како Русија или Кина. А мислам дека целата приказка е оркестрирана од центрите во Вашингтон, ДС и Брисел со цел да се дестабилизира македонската држава, да се стави папет или марионетска влада која би ги спроведувала интересите на Америка и Европската унија во Македонија, а всушност се работи за уплив на големи проекти и уплив на голем капитал од страна БРИКС, од страна на Русија и пред се Кина. И тоа воопшто не им се допаѓа, они се уплашени овој геостратегиски простор да не биде завземен од тие две големи сили кои се во раст. И сега они се обидуваат да направат switch, нели, да го прекинат тој тренд на владење на ВМРО која ги гледа македонските интереси и постапува на бенефит на народот, нели, во тој правец се сите стратегии на ВМРО, додека овие другите само би служеле на меѓународниот фактор, на дел од меѓународниот фактор, наспрати интересот на македонскиот народ и држава, и ако не може да дојдат на власт, пошто се види дека не може, дури и со помош на меѓународниот тероризам, нели, оркестриран повторно според мене од тајните служби на меѓународната, пошто кикснаа неколку пати на тој план кој беше, нели, чеканот не успеа. Мекиот момент, нели, со политиката не успеа. И се единствено нешто што останува е да се направи, нели, уништена, дезавуирана земја, за да не може никој да инвестира, кога веќе не може, нели, да биде 100% контролирана македонската територија во тој геополитички контекст, на бенефит на меѓународната, западна меѓународна, така да ја наречеме, тогаш барем и Русија и Кина да немаат поле каде што би можеле да се имплементираат со својот капитал и со својот инфлуенца. Ке се навратиме на светските случувања, подосна, ајде да ја завршиме со оваа криза што е во Македонија. Алфа и омега, кога ќе се зборува, кога токму тие меѓународници ќе зборуваат за кризата во Македонија, е договорот од Пржина. Направен екс-територија, мора да кажеме, во една од амбасадите во Република Македонија. Гаранти на тој договор, каде што стојат подписите на четирите, покрај подписите на четирите неголеми политички партии, односно нивните
лидери се подписите на Европската унија и на Соединетите американски држави. Но она што беше договорено, а веќе еве помина една година и повторно сега има преговори, е тоа дека договорот од Пржино беше изигран. Дури неколку пати се зборуваше дека е закопан, мртов, не постои, не е испочитуван. Но тоа што остави трага беше дека беше злоупотребен од опозицијата да влезе во власта, нели, во рамки на оној договор за да се организираат изборите, но наместо да се работи на организирање на изборите, во кој сите нели ќе веруваат од политичките учесници, се злоупотребуваше за дневно политички цели и нанесување на штета наводно на владеачката партија. Токму така. Сега повторно има преговори со најави за решенија. Откако во земјава дојдоа странци, беше Нуланд, беше па замина, па се очекува да дојде германскиот специјален пратеник за Македонија. Кои се вашите очекувања? Постојат ли такви решенија брзи, кои што ќе дадат решенија? Верувате ли во испочитување на тие решенија? Па вака, значи, прво да го дефинирам Пржинскиот договор, одма ми иде рамковниот договор, зашто има аналогија помеѓу нив. Гледате како тоа спонтано се преклопува во самиот процес на мислата, нели? Меѓутоа, според мене Пржинскиот договор е еден неоколонијален договор извршен под притисок на меѓународната и со уцена. Значи, тој договор е на бенефит на опозицијата, да им го олесни патот, нели, до власта. И што е најинтересно, дури за препастувачки за одреден дел на следбеници и подржувачи на ВМРО тоа, иако беше на нивна штета, го прифати. Меѓутоа, играше толку суптилно, како да гази по пајакова мрежа, што тоа, да го наречам, суптилно и многу умно маневрирање со една гандиевска политика, нели, владетелот рече дека се работи за Rumble in the Jungle, нели, оној познат меч помеѓу Мохамед Али и Форман, Џорџ Форман во Киншаса, нели, ја би рекол руска тактика. Значи, ги навлекува во целата таа потенција на структуралност која е многу сложена и они го губат капацитетот во тие игри и едноставно папсуваат. И повторно доаѓаат меѓународните и повторно под притисок се врши неоколонијална една состојба. Ние би требало без оглед каков ќе биде епилогот на Пржинскиот договор да го отфрлиме тој договор, затоа што е понижувачки за Македонија, меѓутоа тој договор, како што јас бев информиран, беше околу кредибилни избори. Значи, вишњата на шлагот на тој договор се кредибилни избори. Меѓутоа, испадна дека всушност тој е тројански конј, за да може да се направи некаква експертска влада, под наводници, всушност СДСМ повторно да влезе у влада и да се создаде еден статус кво. Тој статус кво е одбивањето во два наврати да се излезе на избори. А сите знаеме дека не е проблемот околу избирачкиот список, нити околу медиумите, затоа што медиумите излегуваат на слободен медиски пазар и луѓето одлучуваат кој медиум ќе гледаат во зависност од нивните политички преференции, општествени преференции. Така да тука не можете вие со сила да терате, например, да ги гледаат Канал 24 или Телно. Ќе си функционираат како телевизии. Ако има интерес кај народот, ќе гледаат. Ќе го гледаат тоа. Таа храна ќе јадат политичка. Ако не, чао, не те гледам, едноставно они немаат гледане, затоа што народот ги гледа пропатриотските, нели, телевизии. Тука нема никаква махинација, не живееме во феудализам, у среден век денеска за инквизицијата, нели, да диктира што да биде догма, а што не. Човекот денеска може да гледа меѓународни медиуми што сака да прави. Значи, тоа е тотално глупа теза која едноставно не функционира и се да се влезе во владата и да се узурпира власта која би била добиена без легитимитет на народот, т.е. без избори, без изборен легитимитет. Сега се обидуваат повторно тоа да го направат, па повторно може да ги одлагаат и така додека не дојде до една ситуација на прифаќање на опште ниво и некоја статус кво ситуација, па ако може да се владее така како низ некои
еднопартиски систем, како што беше, нели, еднопартиски демократизам, како што го вика Што за стои време зад на сето бивша тоа? Југославија. Што се очекува од една таква техничка влада? Прво, меѓународната го води сето тоа поради нивниот страф од истокот, значи ова е криза која е генерирана веќе повеќе години наназад и тоа целите се геостратегиски. Значи целите се Македонија да се претвори во послушен папет, во протекторат кој ќе служи безпоговорно на западните, нели, фактори, моćници. Так, а умеѓу време се случуваат и интересни дејанија и во Соединетите Американски држави, Како и во не? Европската Како не? унија, во регионот, Како не? зборам регионот околу Македонија, каде Да. што да речеме почнаа да влегуваат, да се спомнуваат банки и пари и инвестиции Да. од Кина, од Русија. Точно. Има раздвижување во НАТО, има раздвижување и од другата страна на Русија, Така, зборам за да. големите центри. Така. Колку сето тоа влијае на искреноста на, нели, оние што се ментори на Пржинскиот договор, да навистина да имаат желба да помогнат и да ги напуштат своите интереси во тие преговори. Па да помогнат, секоја голема империја го гледа својот интерес, што се однесува до мене за Македонија би било многу добро како стратегија да биде неутрална, да иде кон неутралност и со јаки билатерални односи со моćните земји, без оглед дали се на запад и исток. Тоа би било добро за Македонија, меѓутоа условите се уште не се такви затоа што имаме предоминација се уште на западниот фактор кој е во фаза на распагање. Ние го гледаме тоа на сите страни. Пред се оваа криза е мотивирана од геостратегиските и геополитичките ситуации, значи, во светот. Македонија, иако мала и немоćна земја, таа има значајна геостратегиска позиција и затоа е таргет. Меѓутоа, имаме ние и пријатели, нели, пошто сега веќе има и големи сили кои се спротивставени и кои на некој начин ќе помогнат на Македонија да го очува балансот и тоа ќе се случи. Што се однесува до состојбата во светот, ние бенефитираме, значи како Македонија и како ВМРО, нели, како една констелација на народ и власт кој е избран од народот и поддржан од народот, што се покажа во неколку наврати и цело време се покажува. И тој гандизам, нели, на владеачката структура, таа борба со ненасилство, која е навистина редок пример во Европа. Такви напади, жестоки, безкомпромисни, да се дочекаат, што се вика, награди и да се издржат. И да не се реагира, они да не добиваат аргументи, нели, за пожестоки действија против Македонија. Сега имаме две ситуации. Колапс на Европската унија кој се појавува, што значи еден од тие што не тормозат ќе излезе од сцена и не ќе може да не тормози затоа што ќе се бави со самиот себе и со зачување она што може да се зачува. Иако лично мислам дека тешко дека ќе се зачува, дека сега овој Брекзит што се деси ќе биде иницијална каписла за нови референдуми и нови такви премрежија во унијата. Ако ништо друго, самата унија се занимава повеќе само со себе. Токму така и нема и башка најинтересен момент за нив е спречување бегалците да доваѓаат, барем оној хардкор на Европската унија што е кој го артикулираат Германија и земјите од Централна Европа. Значи они имаат гигантски проблем, а тоа се бегалците кои идат кај нив. Кај нас тоа не е така страшно, зашто само провагаат. Они ќе бидат тука, ќе пројдат, ќе остават малце ѓубре и толку, ќе го чистиме ѓубрето и повторно сме какви што сме биле, нели? Имало журка некоја глупа и некои такви бенигни консеквенции. Но замислете кога ќе ви се населат тука и кога ќе почнат со својата култура, со своите обичаи, со своите преференции да се инсталираат, нели? А не се компатибилни на тој либерализам така кој постои во Европа и тука ќе дојде до конфликти. Тоа може да предизвика реинкарнација на нацизмот како што предизвикува. Значи они се во прилично тешка ситуација, од нас се бара ние да ги спречиме бегалците. Тоа е Европа. Мислам дека тоа е она што Европа го бара, али влечена за уши од американецот и они мора да играат по негова музика. Интересен е моментот во Соединетите Американски држави каде што сведочиме на
исто во моментов таму дел од протести, каде што се служат со тактиките на домашните навивачи, како што ги нарекуваат. Хулигански тактики, да. Во Америка ситуацијата е трепенибло или многу тешка. Колку тоа покажува на една поврзаност, на една заднина друга која е наводно невидлива од сите нас. Без сомнение, невидливите аспекти се огромни, како што нели сантата во морето, огромниот дел од сантата е невидлив, под вода е. Оно што го гледаме е 5% од самата санта, нели? Така и ова што ние го гледаме на медиски план, што добиваме информација, е само еден мал дел од тоа што всушност се случува. Мислам дека Америка е едноставно изморена од монополарноста. 20 години монополарност се истрошија ресурсите и повторно оној феномен што го загатна председателот на ВМРО Никола Груевски за Rumble in the Jungle, а по моја нели руска тактика, они се раштркаа, они толку се позиционираа на планетарен план да они веќе немаат доволно сила да ги хранат своите екстензии, така пипците се ослабени. Има 800 бази, тие 800 бази секоја троши можда по милиарда, замислите кои се тие суми, од друга страна имате гладни луѓе во Америка, социјалниот момент е катастрофален, расни немири, тие расни немири имаат многу компоненти, не е само тоа чисто на некој безрасистички, па сега белите полицајци убиваат црнци зашто мрзат црна раса, се работи и за економска компонента, за дисторзија во самиот систем, за огромен пораст на криминал. Ние имавме 5 убиства, да речеме сега, и целата американска нација се потресе. Знаеме ли ние дека тие неслужбени податоци, дека на ниво на град има до 4 до 5.000 убиства на годишно ниво, а од прилика 30.000 убиства годишно во Америка. Дека по глава на жител Америка има најмногу затвореници во светот. Дека тој криминал е произлезен од социјалата, од некоја економска криза која тамо се провлекува веќе долго време. И тоа што така лесно се посега по пиштолот од страна на полицијата, значи дека има страотно многу криминал, дека гинат и полицајци, затоа полицијата е нервозна. Значи при било која контрола може полицаец да биде убиен. И нивните нерви се сосема ја не ја бранам, да речеме, суровоста на американската полиција против американците, против афроамериканците. Но тоа е произлезено од една прилично тензична ситуација која ги опфаќа и економските, и социолошките, и културолошките планови, така да Америка сега влегува во криза после еден таков бум, после еден таков триумф, нели, откако падна Советскиот сојуз и беше дезавуиран, нели, разглобен и неспособен за било каква акција на светско ниво. Кинезот уште не беше во оваа форма која ја доби последниве 5-10 години. И едноставно американецот се грижеше за светскиот поредок, како светски полицаец направи многу геостратегиски грешки, пред се на Блискиот Исток и на Балканот, и тоа повлекува непријателски однос од тие народи што се загрозени. Значи американецот сега е во фаза кога и на надворешен план има многу непријателство и на внатрешен план. И сега доаѓаат во една инка, прилично тесна и прилично провокативна, каде што се судираат две опции. Онаа популистичка, која го артикулира народот и волјата на народот на Доналд Трамп, кој е сам производ, сам издат, нели, кој е човек кој успеал со своите собствени капацитети да стане, нели, видна фигура во американското општество. И сам да си ја финансира цела кампања. И сам да си ја финансира. И од друга страна имаме една елита политичка и економска која ја донесе Америка и светот во оваа ситуација, која направи ужасни работи, која можеби треба дел од неа да одговара за воени злосторства по разни делови на светот, како што нели сега во Британија повторно е иницирана одговорноста на Блер и на неговата администрација визави тие војни што се водеа на Блискиот Исток, а кои резултираа со ужас, со 30 милиони потенцијални бегалци и со уништување на цели држави и уништување на цел еден економски поредок во Медитеранот и на Блискиот Исток и пошироко. Така да
Ако Доналд Трамп победи, тоа може да биде нов период позитивен за Америка, со тоа што ќе направи позитивни пријателски дилови со кинезите и со русите. Но ако Хилари победи, во очајот од внатрешните проблеми може да посегне по старата максима да ја извезе кризата надвор, како војна, да речеме нејзината животна желба што самата ја кажа да го бомбардира Иран. Ако го бомбардира Иран и ако сака внатрешните проблеми да ги извезе надвор со тоа што ќе изврши регрутација на затвореници, криминалци во една поголема војна и ќе му даде буст на војно-индустријскиот комплекс, тогаш може Америка да претрпи катастрофа, воена катастрофа од страна на БРИКС, затоа што непријателството кон Америка е планетарно. Мислам дека 95% од човештвото е антиамерикански ориентиран во оваа фаза. Ако дојде Трамп на власт, тоа може да се поправи со нивните, да речеме, мирољубиви и конструктивни политики што би се воделе. За нас секако Трамп е позитивна личност која Македонија би оставала на мира, а може дури да се оди чекор 2 понатаму, да се дерогира Пржимскиот договор, па дури и да се преиспита рамковниот договор. Нормално сето тоа на демократски план и на фер основи. Добро е што се вративме повторно од Соединетите Американски држави во Македонија и тоа како израз на револт. Зборувавме за афроамериканците и за она што во моментов се случува таму и за таа револуција која што им се случува по исти принципи како што ја гледаме и овдека, но тоа што мене ми влезе во очи е од она што се случува во Македонија, би ве прашал како уметник. Дали се случајни нападите врз новите институции, односно новите објекти на институциите и односно кон спомениците на културата и најмногу гневот кај оние што во Македонија се обидуваат да изведат некаква револуција е кон Порта Македонија? Па, тоа е програм на нивните, да речеме, под наводници... Колку името стои за сета таа? Па, стои нивниот гнев и нивните политички опции и преференции да дојдат на власт и веќе не бираат средства, а очајни се затоа што се немочни. Значи, ја ќе ви кажам дека таа бригада која действува, во пун состав можда е 2000 луѓе, заедно со Беса и со сите десперадоси, дека грото е од општина Центар. Значи, се работи за една генерација, да речеме, која ги следи патеките на своите предци, на своите родители, а тоа е црвената буржуазија, која никако не може да се помири со деконструкцијата на тој комуњарско-феудален тип на однесување, значи наследно право на владење, и тоа се луѓе кои едноставно не нашле позиции во општеството, освен преку политиката. А во една земја која е економски слаба, единствен начин да се просперира, значи единствен пат на опортунитет е преку политичкото. И затоа што не можат да најдат начин на, да речеме, како да ја поспешат нивната општествена позиција во финансиски смисол, одма пикираат на политичкото за да спроведат нов грабеж, предпоставам, затоа што гледаме немаат ни програма, нити размислуваат во правец на некоја конструктивна визија, што значи дека нивната цел е да фатат фотели и потоа да спроведат нов грабеж од типот на транзицијата, од типот на уништување на македонската економија. Буџетот е сега навистина многу поголем, тука ќе има доста шанси за нив, исто така можеби на некој да го легализираат начинот на кој би ги вратиле украдените милиарди во македонската економија и на тој начин да се позиционираат како моćници и владетели. Тоа може да се направи со дил, но тие се суетни, мислат дека се предодредени да владеат, мислат дека се поинтелигентни, дека се интелектуалци, што нема врска, затоа што ВМРО денеска е веќе граѓанска партија со огромен број на мислечки луѓе, интелектуалци, на способни луѓе, на бизнисмени, потоа целата диаспора, 90% од диаспората е на страна на ВМРО-то, така да целата македонска мрежа, фактички целиот народ,
на таа страна и ВМРО веќе не е партија, туку е народно движење. Таа ситуација за нив е убиствена и единствено нешто што може да ги шлепа е меѓународната, но со тоа што они ќе испорачаат едно национално предавство со магнитуда историска која не ќе може да ја проголта македонскиот народ и ќе дојде до конфликт, и тоа крвав конфликт во кој ќе бидат линчувани сите тие предавници. Што значи дека официјалната политика во таков случај не би можела тоа да го спречи поради огромниот гнев на народот. Значи единствен начин они да не пострадаат е да престанат веќе со ова служење на нашите душмани историски и едноставно да влезат во политичкиот процес на конструктивен начин, да почнат да креираат фактички, да креираат програми, да креираат проекти, сето тоа да го систематизираат во една книга и гласачите да се соочат со нивните визии и планови. За сега ние имаме само изфрустрирани, бесни луѓе, нели? Луѓе кои се неспособни, но многу нервозни и љути, кои мислат дека се безгрешни, дека се предодредени да владеат. И за мене таа приказка е, да ви кажам, како еден театар. Значи, толку е плитка и глупава, толку е исполнета со плитки, да кажам, лесно видливи фрустрации. Значи, нема тука нити криза во општеството, нити економска криза. Кризата е цело време. Ако излеговме до некаде од кризата, излеговме овие 10 години со овие политики, се намали невработеноста, се санира до некаде огромната штета што ја направија со транзицијата, со уништување на македонската економија, со нивните драконски планови, со нивниот опортунизам, со нивната себичност. Они два пати ја крадат Македонија. Еднаш после војната Втора светска, со експроприацијата и национализацијата, кога одземаа добра од македонскиот народ, кои потоа ги користеа како црвена буржуазија и полека си ги приватизираа во следните децении, и потоа во независна Македонија со уништување на македонската индустрија. Тоа се два пати она уништување. Да не зборам за велепредавството од типот продавање на знаме, на име, на територијата, нели, преку општинската распределба и маса други контранародни, контрамакедонски интереси. Па дури и она спремни да го менуваат името со што би го разобличиле и разнебителе македонскиот народ. Што значи дека тука имаме едно навистина зло, колку и, нели, во секое зло да има точка добро и обратно. Ја не го спорам тој концепт на јин-јанг, нели, на таа хармонија космичка, меѓутоа тука гледаме дека фрустрацијата и злото едноставно доминираат. Они мислеле можеби во своите планови дека ќе биде она како во Америка Пепси Кола, Кока Кола, дека два мандата максимум на едната партија, да речеме на демократите, и потоа доаѓаат републиканците. Но овде се случи да народот застане цврсто зад ВМРО, затоа што виде дека конечно почнува нешто да се работи, да се конструира, да се излегува од таа прокоба на ништожност во која живеевме за време на владењето на СДСМ, со маса подметачини, дури и кризата 2001. Нели? Кога напакува воен конфликт со помош повторно на меѓународниот фактор. Во секој случај би додал само уште една мистичка ситуација за Македонија, нели, наречена е Катена Мунди, уште од древните римјани, што треба да означи, нели, копчата на светот или папокот на светот, што тоа е плексус соларисот, што значи дека тоа е фактички јазалот на целата телесна нерватура. И затоа која пипне Македонија си набива многу тешка карма и лошо проаѓа. И тоа ќе го аргументирам не само преку народното песништво, нели, кој душман ќе влезе жив нема да излезе, тоа е порака, тоа е мантрата, но исто така еве историски. 2001 не чечна, сакаа да не разнебидат, паднаа кулите, така? Сега повторно не малтретираат, еве Брекзит, еве распад на американската моќ, еве други ситуации кои доаѓаат. Затоа им порачувам, не ја чечкајте Македонија, тоа е како да скреневите некој геопланетарен храм. Значи, тоа е некоја светост која извира од самото битие, од самата природа, од космичкото. И тој што ќе сфати да ја малтретира Македонија,
после некое време бидува сам малтретиран од судбината. Тоа ќе им го порачам. Нели? Така. Како една добра порака, како пријателска порака, до меѓународната. А до домашните предавници можам да кажам дека тоа е еден очај, тоа е една фрустрација, они не можат да најдат начин како да функционираат. Они можеа да функционираат преку невладините организации, но сето тоа беше кооптирано од СДСМ. Ја не сум ни сигурен за тој аспект дека централите на Сорос, да речеме самиот Сорос, е свесен што се случува. Може би е свесен, може би агентите на CIA го превзеле тоа. Но едно е сигурно. Тоа што СДСМ се преелеа во Сорос и обратно, и што тоа е дупло дно на една иста кутија, тоа е ужасно за целокупната опозиција во Македонија, зашто сега нема доверба и кон невладиниот фактор. Значи сега македонскиот народ не само што гледа лузери, неспособници и предавници во самата СДСМ, која не е ни трошка од онаа СДСМ која беше пред 10 или 15 години, кога се уште имаше некој дигнитет и покрај крупните грешки, сега тој анимозитет е префрлен и на невладиниот сектор. А таму има и други луѓе кои не се под капата на Сорос, кои најискрено влегле во тие организации, некои, нели, невладини, за да ја поспешат македонската стварност, нели, и општеството. Станковски, се надевам дека дадовме еден осврт за тоа дали оваа криза е политичка, колку е општествена и зошто е општествена и до кои се пори во општеството има навлезено, но и што стои зад, значи колку што влегува во порите, колку што излегува надвор од рамките на Македонија и стигнува дури и до големите центри и сили. Ја ти благодарам за ова интервју. Ви благодарам и вас. Продолжете со колумните, Фала читани се. многу, фала има да сте подоста живи и добри здрави, реакции. Го следевте разговорот со Ацо Станковски, уметник, но и, како што реков во најавата, активен аналитичар на општествените случувања во Македонија. Разгледате ги другите содржини на порталот Република.